Објективно, јас ги слушам тие шпекулации, ако реши меѓународниот фактор, ако реши некоја моќна држава, дека тој проблем може да се надмине, тоа се митови. Никогаш, ниеден битен, па и помалку битен проблем во Македонија не е решен од странците. Странците може да поддржуваат одредена варијанта, опција за излегување од криза или за надминување на проблем или предизвик, да поддржуваат, како што прават и сега, странците, Европска унија, Вашингтон, поддржуваат промена на уставот, за да го продолжиме европскиот пат. Не може странците вместо нас да го решат тој проблем. Значи, тој што мисли така, се лаже себе си, ги лаже и другите. Следејќи ги двете главни наративи околу проблемот со уставните промени. Еднава страна која вели бенигна е работава, 7 народи и делови од народи имаме веќе во преамбулата, во уставот, и уште 6 ако ставиме нема да се загрози сигурно стабилноста на Македонија и незината иднина, бидејќи 22 години назад од рамковниот налом ги имаме сите тие народи и делови од народи и државата не пропадна. Напротив, моје убедување е дека внатрешната кохезија и чувството на лојалност кај многу од нив, од така наречените помалу бројни етнички заедници, само се зголеми, не се намали. Бидејќи Македонија чувствуваат повеќе од пред 2001 како својата корен. Втората наратива е вели лоше договорот со Бугарија, уште полоша е така наречената европска преговарачка рамка, која ќе дојдеме на власт, ние ќе направиме подобар договор со Бугарија и подобра европска рамка. Овие две наративи се студираат директно една со друга, значи не може да живеат една покрај друга. Или со едната, или со другата ќе продолжиме понатаму да живееме. Моје убедување е дека втората наратива која користи опозицијата е директно спротивна на македонските стратешки национални и државни интереси.